Драго ми е што во анкетите, кога прашуваме граѓаните дали излеговте на референдумот, се движат од 68 до 78% дека излегле граѓаните на референдум, а знаеме дека бројката беше 37. Овде согледуваме една одговорност кај граѓаните дека не би дозволиле заради нивна недоволна посветеност да останат дома во втор круг. Тоа ни дава за право да бидеме малку поспокојни, но сето тоа зависи колкав амбиент ние ќе создадеме на самите избори и да ги мотивираме граѓаните да излезат. Тие кога ќе ги прашате денеска дали ќе излезете на председателски избори на прв и на втор круг, 78% викат за, ќе излеземе. Но не е исто тоа што го кажуваат на анкетите и тоа што е во пракса. Значи зависи колку ние ќе ги мотивираме, колку пријатна кампања ќе им организираме и колку ќе им дозволиме на опозиционите партии да бидат контролори на самиот процес на изборите. Изборите исклучително мора да бидат фер, регуларни, демократски, кристално чисти. Затоа што Македонија не смее да се враќа веќе назад. Ние сме пред добивање на датум за преговори и отварање на поглави. Ваквите прашања треба да бидат комплетно апсолвирани, ќе следуваат сигурно состаноци со опозицијата, како да обезбедиме максимални гаранции за сите учесници во изборите, пред се за граѓаните, дека изборите ќе бидат кристално чисти. Ние се чувствуваме фаворити на овие избори, фаворитите имаат дополнително гајле и грижа да ги обезбедат изборите да бидат кристално чисти. Премиерът се извинува само што едно прашање. Професорката Стојановска веќе избрана како кандидат на опозицијата, на новинарско прашање Струга рече дека доколку е прифатливо таа како решение за консензуален кандидат прифатлива да биде кандидат на СДСМ. Интересни коментари. Веднаш ќе кажам, не е прифатлива. Таа е надвор од секој можен концепт во кој што е огромно мнозинство за граѓаните. Не даде ниту во еден сегмент една поддршка на тоа што цел свет денеска поддржува и огромно мнозинство граѓани го поддржуваат. Македонија исчекори со квантен скок напред. Отидовме во исполнувањето на нашите децениски аспирации. Ние сме денеска земја каде што секоја недела се ратификува протоколот за НАТО. Ние сме земја која што е известно земја преговарач со Европската Унија. Таа е надвор од актуелниот концепт на живот, надеж и живење на огромно мнозинство од граѓаните. Така да јас имам почит према сите, дури и према политичкиот противник, кој што еве застана позади професорката, почитувам се, но апсолутно таа е сосема спротивно од концептот кој што оваа влада, мнозинството на граѓани го развиваат во Македонија, па дури е спротивна на концептот едно општество за сите.